Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa men ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Без сомнение, живееме во време кога луѓето постанале робови на овој дуњалок. Живееме во време кога луѓето станале робови на своите страсти. Ја изгубиле духовноста. Обземени од материјалноста, занесени во украсот на овој лажен и минлив дуњалок, предводени од своето его, да се дојде на висока позиција, па макар тоа било на сметка на невини животи. Луѓето заборавиле на средбата со својот Господар. Заборавиле дека еден ден ќе се вратат кај онај што ги створил. Луѓето заборавиле дека еден ден ќе полагаат рачун за секој дел во овој живот. Аллах субханаху ва та'ала ни каже во еден курански ајет: "Ефахасибтум еннама халакнакум абесан ва еннакум илейна ла турджаун." Зарем мислевте ли вие дека ние ве створивме туку така залудно, без цел, и дека кај нас нема да се вратите, и дека нема да полагате рачун? Да, ќе полагате рачун. Муад ибн Джебел го бележи хадисот во кој што кажува Мухамед салаллаху алейхи ва селем, вели: "Ла тезулу кадема абдин јаумел қијамети хатта юсел ан арбаъ." Вели, нема човекот да се помести ниту еден чекор. Нема човекот да се помести ни една педа, дури не биде прашан за 4 прашања. Прво вика: "Ан умрихи фима ефнах." Вика за својот живот во што го поминал. Второ: "Ва ан шебабихи фима ебла." За својата младост, вика, како ја поминал. "Ва ан малихи фима иктесебеху ва фима анфаqa." Вика за богатството, како го спечалил, како го заработил, дали од халал, со пот, или од харам начини. Не само како го заработил, него вика и кај го трошил тоа богатство, кај го давал тоа богатство. Дали во харам патишта, или се трудел халалеп донесе за своите деца, за својата фамилија дома. И четврто вика, значи, за неговиот живот, рековме. Значи, како го поминал, за неговата младост, ва ан малихи, ва ан шебабихи, ва ан малихи фиме ектесебеху, ва фиме енфакаху, ва ан илмихи. За илмот. Сите знаеме дека Аллах не створил, треба да клањаме, треба да практикуваме верата, меѓутоа колку го практикуваме, значи за она знаење што го имаме, дали ние го правиме она што го знаеме, или само останавме на зборовите. Фудаил ибн Ијад, еден побожнак, дошол еден човек кај него, му рекол, Фудаил ибн Ијад го прашува, вика, колку години имаш? Вика, имам 60 години. Вика, има 60 години. И ти продолжуваш, патуваш на кај Аллах субханаху ва та'ала? Вели, да. А вели, сумњаш ли дека нема да го сретнеш Аллах? Човекот вика, инна лилахи ва инна илейхи раџиун. Вика, ние сме сите Аллахови и сите ќе се вратиме кај Аллах субханаху ва та'ала. Вика, знаеш ли што значи тој ајет? Вика, поучи ме ти. Вели, тој ајет значи дека ти си Аллахов роб. Ти одиш на кај Аллах субханаху ва та'ала и еден ден ќе се вратиш кај Аллах, ќе стоиш пред Аллах. А кој знае дека ќе стои пред Аллах субханаху ва та'ала, треба да знае дека треба да спреми одговор за овој живот како го работел. Дали работел спрема она што го знае, спрема задоволството на Аллах субханаху ва та'ала. Од Сахал ибн Саъд пренесува, вели, дојде еден ден Џибраил алейхиссалам кај Мухамед салаллаху алейхи ва салем, го советувал. Доаѓа Џибраил алейхиссалам кај Мухамед алейхиссалам, го советува, му вели: "Ја Мухамед, иш ма шит фа иннека мејит." Вели, о Мухамед, живеј колку ќе живееш, меѓутоа знае дека еден ден ќе умреш. "Ва'мал ма шит фа иннека муџза бихи."
И вели, работи што сакаш. Меѓутоа знај дека еден ден ќе бидеш прашан за тоа што го работиш. Ва ахиббе мен шит, фа иннеке муфарику. И сакај го кого сакаш, колку што сакаш, меѓутоа знај дека еден ден ќе мора да го напуштиш твојот сакан. Затоа Хатим рахимехуллах вели, надарту фил халки фа ида куллу шахсин леху махбуб. Вика, погледна во Аллаховите створенија и вика, секој од нив има по нешто кое го сака. Па вика, ги направив моите добри дела да бидат моите сакани нешта. Затоа што кога ќе влезам во гроб, сите ќе ме остават, освен тие мои добри дела. Ќе бидат заедно со мене и ќе имам прилика да ми се врати она зашто сум ги сакал во овој свет. Фактички зашто сум ги работел во овој свет. Омер ибн ал-Хаттаб вели, аџебул меселул инсан, вели, чуден е примерот на човекот. Вели, има две куќи. Едната е вечна, едната е минлива. Едната е над земја, едната е под земја. И вика, чуден е затоа што цел живот се мачи, рмба, работи за она куќа која што знае сигурно дека ќе ја напушти е минлива. А воопшто ништо не прави за она која му е вечна и знае дека вечно ќе биде во неја. За таа што е под земја. А што е над земја, ќе остави сигурно. Абдулла ибн Шихир асаб вели, дојдов еден ден кај Мухамед ﷺ. Па вика, го слушнав како го учи курански ајет. Алхакумут такасур. Вика, ве упропасти над преварот само во заработувачка. Хатта зуртумул мекабир. Вели, се додека не ги посетивте, не станавте вие дел, не станавте жители на гробовите, на мезарите. Вика, ве упропасти над преварот во заработувачка, се додека не стигнавте до гробот. Тогаш дознава човекот што поминал, што пропуштил во животот. Потоа, после овој курански ајет, го кажал еден хадис кудси има, кај што вели Аллах субхану ва таала, ја ибни Адем, јакулу ибни Адем, мали. Човекот вика, мојот имот. Аллах субхану ва таала прашува, ва хел леке, ја ибни Адем, мин малике, илла ма акелтаху, фа ефнейтеху, ау лабистаху, фа аблейтеху, ау тасаддакте, фа амдайт. Вели, а што имаш ти од твојот имот, освен она што си го јадел, па си го isfрлил од телото. Она што си го облекол на себе, па и тоа се го искинал. Она што си го дал како садака, што си го поделил, па и тоа заминало од тебе. Че всушност што имаш ти? А цело време човекот вика, моето богатство, нели, за тоа се мачиме, се бориме сите. А кога ќе видиш во всушност, така е, тоа што го јадиш, го isfрлуваш. Тоа што ќе облечиш еден ден, ќе го напуштиш, ќе го искинеш. Тоа што го даваш, заминало. Еден цар направил многу убав сарај, куќа, прекрасна, дворци, палата, се нај. Постелил црвен, убави килими, го вика еден положен човек. Вика, дојди. Вели, сакам да погледнеш во мојот сарај дали има некоја мана. Го шета низ салоне, низ соби, низ ходници, се од убаво поубаво. Човекот се фали, крал мисли ќе му речи нема никаква мана. И го прашва по божнакот. Го вели, дари најде некоја мана во сето ова. Вели, најдов 2 мани. Тоа се лути, како мана најде во толку труд. Вели, првата мана е тоа што се ова што е изградено, еден ден ќе го снема, ќе замине од овој свет. А втората мана е, вика, и човекот што го градил, што ги дал тие пари, него еден ден ќе го нема од овој свет. Овие 2 мани, вика, се непоправливи. Што значи дека човекот, во текот на целиот свој живот, треба да гледа да се збогати што повеќе со добри дела, за дарул ахира, за вечниот живот. Зато Мухамед ﷺ вика, ел кејјусу мен дане нефсе, вика, паметен човек е онај кој што работи и мисли за она што е после смртта. Абдуллах ибн Омер вели, еден ден Мухамед ﷺ ме фати за рамо и ми рече, о младичо, значи, кун фи дунја кенеке гарибе ва абиру сабил, биди во оваа дуња како да си странец или патник. Кога си странец во едно место,
Можеш ли да врзуваш да правиш некои филмови во самиот себе дека овде ќе бидам вечно, ќе ми биде, не можеш. Си странец, значи се осеќаш дека кратко време си тука и ќе заминеш, или патник. Фа ида емсејте фаля тентедери сабах. Кога ќе заспиеш навечер, вика немој да очекуваш утрото, што не знаеш. Фа ида аспахте фаля тентедери меса. И кога ќе се разбудиш наутро, вели немој да чекаш ноќта. Ва худ мин сихатика ли мерадик. И земи од твоето здравје за деновите кога ќе бидеш болен. Значи работи кога си здрав, за деновите кога ќе бидеш болен. Ва худ мин хајатике ли меутик. И земи, вика, од твојот живот за она што те чека после смртта. Allah ни вели во Куранот, сура Хадид: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. И вика, знајте дека животот на овој свет е навистина само игра, забава, украс, горделивост помеѓу вас и надпревар фил емуали, во богатство, вал еулад, и во деца, да се покажиш. Нели? Се надпреваруваме во што? Кој поубава кола ќе земи? Кој поубава свадба ќе направи? Кој повеќе ќе фрли таму? Кој поубава куќа ќе направи? А јас сум обрана 3 спрата, видели? А додека асхабите во што се надпреварувале? Се надпреварувале во добри дела. Allah вика: "Ва фи залика фалјатанафесел мутанафисун." Затоа нека се надпреваруваат оние кои се надпреваруваат во добри дела. На дженнет, за наградата Аллахова. Ке спомнам неколку случаи како асхабите се надпреварувале помеѓу себе во добри дела. Како што ние се надпреваруваме денес за дуњалок, така тие за ахирет се надпреварувале. Ебу Бекр радијаллаху ан, со кој сакал да го претица секојаш да направи повеќе добри дела од него? Омар радијаллаху ан, нели? Ебу Бекр радијаллаху ан, секој ден кога бил халифа тој, халифа значи во превод кога бил главен на цела држава, како денес имаме пример председател, тој е одговорен за цела држава. Значи халифа. Кога бил халифа Ебу Бекр радијаллаху ан, секој ден после сабах намаз излегувал во пустина, далеко малку од Медина, од градот. Па Омер радијаллаху ан се зачудил, рекол: што прави халифата, председателот на сите муслимани, излегува надвор од градот? Што прави секој ден во пустина после сабах намаз и тоа? Па вика, еден ден одев позади него. Кога вика гледам, халифата влегува во еден шатор, напуштен. Значи, така сиромашен. Па вика, чекав малку, дури не замина Ебу Бекр радијаллаху ан. После вика, влегов внатре. Што ќе видам? Стара жена, изнемоштена, слепа, која што живее со јетими, деца. Јетими, сираци деца. Па вика, ја прашав: о, бабичка, о, жено стара, кој е овај човек што секој ден доаѓа кај вас? Рекол: валлај, не знам, кој има многу добар човек од муслиманите, не се представува кој е, ама секој ден, вика, ни дава храна. Вика, ни чисти што имаме потреба, ни завршува работите. Ги молзи, вика, добитокот што имаме и си заминува. Секој ден го прави ова, да, вика, секој ден доаѓа и го прави ова. А дали, вика, плата зема за ова работа? Не, вика, јас сум сиромашна жена, вика, за мен не ми стига како уште плата да му дава. И не се представува, не, вика, не ми кажува, кој е само муслиман, вика, од муслиманите добар човек. Заплакал Омар радијаллаху ан. Еден ден, за ова случка да се надоврцам, еден ден после сабах намаз, седи во џамија Ебу Бекр радијаллаху ан, нели, прави зикр подолго. Субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху екбер, зикр, го спомнува Аллах. Ебу Бекр радијаллаху ан рекол: сега ќе го победам, еве шанса за мене. Рекол: сега тој, пошто седе во џамија подолго прави зикр, јас ќе одам кај таа стара жена, јас ќе ги завршам сите работи, ќе го пристигнам во ова добро дело. Излегува затрчен кај таа стара жена. Кога оди кај неја, жената вика: кој е? Вика: јас сум Омер. Што бар Омер, вика, толку рано кај мене? Вика: дојдов тоа што доаѓа тој добриот муслиман да ти заврши работи, денес јас ќе ти ги завршам тие добри работи. Жената вика: уште денес дојде тој човек порано малку. Вика: уште пред саба намаз денес дојде ги заврши сите работи. Че вака се надпреварувале во добри дела. Видете во една друга ситуација, денот на Тебук.
Секој гледа да даде што повеќе во патот на Аллах. И Омер радијаллаху ан вика, денес ќе го победам Ебу Бекр радијаллаху ан. Вика, денес јас ќе дадам повеќе по патот на Аллах. И застанал дома. Се што има богатство, број. Ова за Аллах, ова за мојата куќа. На пола се. Ова за Аллах, ова за мојата куќа. Цело богатство на пола и излегува горд, мисли дека денес ќе победам Ебу Бекр радијаллаху ан. Кога гледа, огромно богатство оставено. Не ни прашува чие, знае дека е на Ебу Бекр радијаллаху ан. И доаѓа пејамсам кај Ебу Бекр, вика, ја Ебу Бекр, ма тарактер и ахлик, што остави дома за твоите? Вика, остае в љубовта за Аллах и за Расулуллах. Пак не успел да го победи Ебу Бекр. Во друга ситуација, Ебу Дахдах, асхаб, може би сте слушнали името него. Еден ден, еден јетим, значи сирак, дете сираче, сакал да ја загради, имал како бавче. И сака да си ја загради од едната страна. Имало нахле. Нахле во превод значи дрво, стеблото, на кое што растат урми. Ова на арапски се вика нахле. Значи бавчето била со овие, полно од овие дрва, нахле. Па сакал да си го загради место да се знае, ова е негово. Сакајќи тоа да го направи, имало едно од тие нахле, тоа дрво, кое што му пречело. Па морало да го направи крив зидот, да го заобиколи, за да го земи внатре, неговиот дел. Па го замолил комшијата, рекол, комшија, јас би те замолил, тоа нахле да ми го даеш, да остане во мојот посед, сакам да го заградам. Рекол, не ти го давам. Рекол, те молам, пошто да не треба да го искривам целиот. Не, вика, не ти го давам. Субхано. Добро, вика, ќе ти го купам, колку бараш? Вика, не го продавам, не ти го давам. Овај сиромав човек почнал да плаче. Сирек. Доаѓа со плачење кај Расулуллах алейхи селам. Вика, ја Расулуллах, вака и вака работа. Доаѓа, го повикува овај човек, комшијата. Му вика, дај ми го тоа нахле. Вика, не ти го давам. Го одби овој Расулуллах. Му вика, да ти го купам. Вика, не го продавам, не ти го давам. И со пари не ти го давам. Ти да се чудат. Човекот не го давам. Овој јетим почнал да плаче. Расулуллах му вика, би'ни хади нахле, валеке нахлетун фил дженне. Вика, дај ми ова нахле, ова дрво, дај, вика, продај ми го мене, а јас, вика, ти гарантирам нахле во дженне. Нахле во дженне му гарантира дженне. Човекот вика, пак не ти го давам. Кога слуша зборовите дженне, како звонче му удри во глава, најден асхаб, кој го спомнав, Ебу Дахдах. Рече, ја Расулуллах, што рече дженне? Рекол, да. Рекол, ако јас успеам од овој човек да окупам ова нахле и да му го дадиме на овој, за мене гарантираш дженнет? Рекол, да. А овој Ебу Дахдах бил еден од најбогатите во тоа време. Имал најдобрата нива, најдобрата бавча, имал со околу 500 такви нахле. Тоа е огромно богатство. Како од денешно време да имаш, да речеме, 100 шлепери полни со скапа роба. Значи, многу скапо нешто било во тоа. Имал 500 нахле вакви. И му вика, му се врте, вика, човеко, вика, јас знаеш дека имам бавча, да, вика, најубавата. Вика, дали би ја посакал, кој не би ја посакал, вика, таа бавча. Што велеш, вика, да направиме на тргови јас и ти? Што? Вели, тоа нахле кое е кај тебе, едно, кое го сака овај јетим, да ми го продаеш, а јас ќе ти дадам 500 такви нахле за едно. Цела бавча твоја е, земја. Рекол, се шалиш? Не рекол. Сакаш ли? Прифаќаш? Како не прифаќам, вика. Продаено ти е. Се врти кај Расулуллах, вика, ја Расулуллах, ова нахле го давам како садака. Го давам во име на Аллах субханаху ва таала. Прими го од мене, во спротивно да добијам нахле во дженне. Дека ги продаев целова бавча 500 нахле, за да добијам едно нахле во дженне. Расулуллах вика, рабихатил беј, успешна, вика, трговија. Оди човекот дома кај својата бавча да се изваи што има своји работи, да ги повлечи, фамилијата да се земе, да каже дека не е повеќе нивно. Кога дошол до бавчата, повикал, ја Умму Дахдах, о мајка на Дахдах, фактички на жена му, вика, жено, излегувај. Вика, зошто? Вика, излегувај, земи ги децата и се што е наше, излегувај од бавчата. Жената се чуди, зошто, вика, зарем не е наша? Не, вика, од денес би'наха лиллахи ва лирасули. Вика, од денес ја продаевме за Аллах и за Расулуллах.
па жената радосна вика рабихатил бей, вика успешна трговија. Века ја продаде, да, века ја продадов за нахле во дженне, во спротивно вика ќе добиеме нахле во дженнет. Жената радосна. Замислете кога би некој од нас кажал кај својата сопруга дома, дадов пример нешто од кола или нешто од пари, што би добил? Може би добил некој сукало по глава. А видете иманот, видете кој иман го имале овие, било мажи, било жени. Видете кој иман го имале. Вика рабихатил бей, го поддржува мажот, го поддржува сопругот. Вели успешна трговија си направил. Кога излегуваат надвор, децата имале уште неколку урми во рака што ги јаделе. Му вика трни ги тие урми од рака, му ги зема на децата. Вика овие се продаени за Аллах субхана ва таала. Дури од своите собствени деца ги зема ги враќа назад, замислете. Значи вака се надпреварувале тие во добри дела. Али не е страшно. Значи разликата меѓу нас и асхабите е само една педа, толку. Знаете како? Е вака. Знаете што значи ова? Нивниот иман бил во срцата, а нашиот иман е денес во устите наши. Не поминува од устите наши. Чи нив му бил вистински во нивните срца, нивниот иман. Зато имале иман од кој се топеле планините. Зато толку успеале со иман и богобојазливост во Аллах субханаху ва таала. Видете денешната ситуација, денешната слика на умметот како Мухамед салаллаху алейхи ве селем не ја објаснува. Бележи имам Малик во Муатта од Абдулла ибн Месуд дека му рекол на некој човек. Абдулла ибн Месуд нормално тие зборови ги слушнал од Расулуллах. Вика иннаке таишу фи заман. Вика ти навистина живееш во време кесир фуқахауху калил куррауху. Вика живееш во време кога многу од луѓето ги разбираат Аллаховите прописи во Куранот. А малку се оние кои само го читаат Куранот така напразно, а не разбираат. Вика ти живееш во време тохфаду худудул Куран. Вика се чуваат границите на Куранот, Аллаховите прописи, се чуваат тие црвени линии. Ва тудаја хуруфаху, а многу не се води рачун на изговорот на буквите. Ти живееш во време, вика, кога кесир мен јоти ве калил мен јесел. Многу има од оние кои делат, а малку од оние кои просат, кои барат. И вика, ти живееш во време кога луѓето вели јутилуне салау и касируне худбе. Долго, вика, стојат во намаз, а кратко во празен муабет, во празен разговор. А вика, ќе дојди време, ова се јети але нас и заман, кога многу од луѓето ќе го читаат Куранот, а многу малку ќе го разбираат. Ќе дојде време кога многу малку ќе се чуваат Аллаховите граници, а многу ќе се пази само на изговорот на Куранот, ќе се гледа само на гласот, значи како денешно време. Вика, машаллах, го виде како пееше. Па тоа не е да се гледа гласот, него да се слуша ајетот и да се земи поука. Значи се гледа ајетот да се свати и да се земи поука, а не да се гледа колку убаво пеи. И зато денес што остана кај нас од исламот? Кога ќе има сунет, машко да го направи сунет, од бајрам во бајрам да оди во џамија, и кога ќе умре да се клања џеназе намаз. Ова е исламот кај нас. За жал. Значи ова треба да се смени, ова практика. Како што објаснавме во првиот дел. Значи исламот има своји правила и прописи кои мора да ги почитуваме. Вели многу ќе очитаат Куранот, а многу малку ќе разбираат. Видете, еден ден доаѓа Димам ибн Салебе и го праша, ја Расулуллах. Вели, еселуке билледи рафеа сема, ва басатат ард, ва насабел джибал, а Аллаху амарак. Вика те, молам во име на онај што ја постелил земјата, ја воздигнал небесата, ги поставил планините, дали Аллах субхану таала те испратил кај нас, за да сведочиме дека нема друг Бог освен Аллах, да клањаме намаз, да постиме, да даваме зекјат, да одиме на хаџ? Вика да. Вика ја Расулуллах, нема ништо да додадам, ниту да одземам од ова. Ла езиду ва ла енкус. Кога си заминал овој човек, па ја сам рекол, ин садака дахал ел џенне. Ако овој човек е искрен овие зборови, ќе влезе во џеннет. Ако е искрен и ако ги практикува, значи овие зборови.
Видете првите генерации како го сваќале овие зборови на Мухамед ﷺ, како ги земале во пракса во својот живот. Има Махмед ибн Хамбел. Во текот на денот се каже во клањал отприлика околу 100 рекјати нафиле ибадет. Баш ка фарзовите, по 100 рекјати нафиле ибадет. Има Ебу Ханифе. После јација, кога сите луѓе си оделе дома, седел и после тоа излегувал во џамија пак. После јација, чекал сите да се заминат, никој да не го види и пак ќе се вратил назад. Се до сабах би клањал. Исто така имам Малик, не имам Малик, него Малик ибн Динар, од табините, Малик ибн Динар. Вика, еден ден, значи случката пренесува еден негов близок родина, дори бил помал, се скрил во еден ќош, па вика го гледав, дојде имам Малик, вика зеде почетен текбир и клањаше, еден ајат вика го повторуваше цело време и плачеше, се до саба. А после тоа вика ги крена рацете и ја фати неговата брада натопена од солзи и рекол: Аллахумме, ида джема'та ал-awwalin wal-akhirin, фахаррим шейбете малика лен-нар. Ја Раби, кога ќе ги соединиш, кога ќе ги собереш сите од прв до последен, на тој ден, сака да кажеш на судниот ден, забрани му на џехеннем да ја гори оваа брада, фактично сака да кажеш да ме гори мене, и да ја гори оваа брада која е натопена од солзи, од страф, од твојата големина, од страхопочит. Че вакви биле овие првите генерации. Еден од селефот, по име Суфјан ас-Саури, вика, друг човек кажува, вели, влегов еднаш кај него во ноќта, па вика го сретнав, како седи среде соба плачејќи, го повторува цело време истиот ајет. Ем јахсебун енна ла несмеа серрахум ва наджуахум, мислат ли тие дека ние него слушаме она што јавно го кажуваат и она што тајно го кријат? И одговара сам на себе си, плаче, вика, да, ја Раби, те го знаеш она што јавно го кажуваме и она што го криеме во нашите срца. Исто така еден друг побожен човек 20 години постел. Ден постел, ден не постел. 20 години, меѓутоа го криел тоа добро дело да биде чисто, искрено само за Аллах субханаху таала. До тој степен што дури домашните не знаеле за него дека 20 години пости човекот на овој начин. Дури домашните, жена му, децата не знаеле. Имал дуќан во чаршија, па ако бил денот кога пости, ќе земел нормално јадење за во дуќан кога оди. Ако бил денот кога пости, тоа јадење го давал како садак. А ако бил денот кога не го пости, ќе го јадел. Вака 20 години не осетиле дома дека човекот пости. 20 години прави ибадет, само Аллах да биде задоволен од него. Сабит ел-Бунани, исто така еден друг од оваа генерација, вели, џахетту нефси и шрине сене, вели, 20 години се борев со мојот нефс. Thumma taladhatu и шрине ухра. А после вика, други 20 години, после долга борба, значи 20 години со самиот себе си, да се победам на ибадет, дури после тоа, вика, другите 20 години ужива во сласта на ибадетот. Значи, видите овие први генерации, како го сватиле ова да има тајна помеѓу нив и Аллах субханаху таала. Го криеле дури ибадетот. А кога ќе погледнеме ние денес во состојбата на умметот, што се случува? Те ги криеле добрите дела, а ние денес јавно ги кажуваме нашите гревови. Те ги криеле дури добрите дела, а ние нашите гревови дури јавно ги кажуваме, дури се фалиме, дури сме горделиви. Јас направив овај грев, јас направив ова, дури осеќаме гордост кога се фалиме со тие гревови. Па затоа не треба да не чуди ситуацијата на умметот денес. Затоа не треба да не биде чудно зошто е ваква жалостна ситуацијата на умметот. И како сакаме да види кога имаме муслимани само со збор, само со име, меѓутоа за жал во дело немаме ништо. Ниту намаз, ниту пост, ниту зекјат, ниту хаџ, а тврдиме дека сме муслимани, а во дело не нема нигде. И затоа не може да се надеваме на нешто подобро. И мора да престанеме да ја бараме кривицата кај други. Треба да кажеме дека треба јас да се променам. Аллах ни каже во еден курански ајат, ни вели: Инна Аллаха ла югајиру ма би каумин, хатта югајиру ма би анфусихим. Вели, навистина, јас нема да променам еден народ,
се додека тој народ не се промени сами од себе си. И вика во продолжение на ајетот, а кога ние ќе решиме еден народ да го казниме, никој не може да се спротистави на Аллах субхану таала. Значи овие две реченици се цврсто поврзани. Вели, значи, сака да кажеш, дури не се промениш, Аллах нема да те промени. Меѓутоа знај дека кога нема да се промениш, Аллах субхану таала ќе те казни. Меѓутоа кога ќе те казни, знај дека нема кој да се спротистави во таа казна кога Аллах ќе реши да те казни. Во тефсирот на овој курански ајет Ибн Кесир споменува, вели еуха Аллаху ила неби мин анбија бени Исраил. Вели Аллах субхану таала му објави, му вдахна на еден од синовите, на пегамбер од синовите Израилови, од евреите, значи кои биле. Па вика, кул ли каумик, Аллах му наредува на овој пегамбер, вели, кажу му на твојот народ, лейсе мин ахли л'қарјети, вала мин бейтин, јекунуна ала таати Аллах, ثم يتحولون إلى معصية الله إلا تحول الله لهم مما يحبون إلى ما يكرهون. Вели, кажу му на твојот народ дека нема ниту една куќа, ниту еден народ, ниту едно население, ниту едно село, а да не бидат на покорност на Аллах субхану таала. Па потоа да се преиначат, да поминат во непокорност на Аллах, а да Аллах субхану таала не ги казни, да не му смени на таја куќа, на тоа семејство или на тоа село, жители, град, било што, од она што го сакале во животот, кон она што ќе го мразат. Затоа многу пати ние се соочуваме со нешто, викаме, како бе ништо не ми оди, како бе се Аллах мене ми дава овие проблеми, како бе се Аллах мене овие бели ме најдват овие болести. Зошто еднаш не кажеме, како ја Аллах, се ние ти грешиме тебе, како ја Аллах, ние не ти сме покорни тебе, како ја Аллах, ние никогаш не се саќаваме, само кога ние лошо те бараме тебе. Значи треба да земеме веќе сериозно динот, затоа што тоа не е најважното нешто, главнината во нашиот живот. Ако благодетот кој Аллах субхану таала ти го подарил, ако ти си благодарен за тој нијаме, за тој благодет, знај дека Аллах субхану таала неговите благодати ќе ти ги зголеми. Ако си непокорен, Аллах ќе ти ги земи тие благодати кои ти ги дал. Вели Аллах во курански ајет, леин шекертум леезиденнекум, ако вие сте благодарни на моите нијамети, благодати, јас ќе ви зголемам уште повеќе. Валеин кефертум фе инне адаби лешедид. Навистина, ако вие сте непокорни за моите благодати, не сте благодарни, јас моите благодати за тоа што не се благодарни ќе ве казнам вас, вели Аллах субхану таала. А најдобар начин на изразување на благодарност е од она што Аллах ти го дал, да и ти дадеш во име на Аллах субхану таала. Ќе спомнам хадисот на тројца луѓе кои Аллах субхану таала ги искуша. Ел-Ебрас, Ел-Аама, значи човекот кој бил лепрозен, имал болест на кожата, Ел-Аама, Вал-Екра, човекот кој бил слеп и човек кој бил келав. Значи со овие три работи Аллах ги искушал овие тројца луѓе. Па еден ден Аллах субхану таала му праќа мелек и му доаѓа на лепрозниот кој имал проблем со кожата. Му вели, еју шејне хаббу илек. Вели, што е она што најповеќе го сакаш? Вели, кога Аллах би ми ја вратил, би ми дал убава кожа, убава боја на кожата, јала да го трни од мене ова што луѓето се гнасат од мене. Па овој мелек, што бил во облик на човек нормално, му прави мес, го допира, Аллах му дава преубава боја на кожата. Човекот пресреќен. После тоа му вика, ва ају малин ахаббу илек. И кое богатство најповеќе го сакаш? Му рекол камили. Па Аллах субхану таала му подарува камила која била ротија, значи која имала поколенија во својот стомак. После оди кај другиот, кај тој што бил Екра, оној што бил, значи, што имал проблем со косата. Му вика, што би сакал најповеќе ти? Вели, јас најповеќе би сакал да ми даде убава коса. Аллах му дава. Вели, а кое богатство најповеќе го сакаш? Вели, најповеќе би сакал да имам крави. Аллах му дава крави. Нормално стелни, оние кои раѓат. Оди кај третиот, му вика, што најповеќе сакаш? Му вика, сакам Аллах да ми даде вид, да ги гледам луѓето. Кое богатство најповеќе го сакаш? Вика, сакам овци. Аллах му дава. Поминува време.
се множат тие стадо, стануваат богаташи сите тројца. Во благосостојба живеат. Му доаѓа повторно овој мелек, во облик на човек нормално, како сиромашен патник. Му вика на овој првиот кој бил лепрозен, кој имал проблем со бојата на кожата. Му вели, јас сум сиромав човек, патник, сум устал на пат, а ако сакаш, му вели, да ми даеш од она што Аллах субхану ва таала ти дал, една камилче, да можам да си го продолжам животот, да се вратам дома. А, не, вика, тоа не е, тоа е, вика, мое. Вика, ќе те молам во името на оној кој ти ја вратил, кој ти ја подарил ова убава кожа. И тој што ти го дал цел овај имот. Не е, вика, тоа јас си го заработив. Тоа е, вика, од дедо, од прадедо останато. Негира дека Аллах му го дал тој благодат. Па овој мелек му прави дова. Вели, ако лажеш, Аллах субхану ва таала да ти го земе сето тоа. Доаѓа кај другиот. Доаѓа кај тој што бил келав. Исто така, на истиот начин му кажа, јас сум сиромав човек, патник, дај ми една крава да можам да се вратам дома. Истиот одговор го добива од ова, истата дова му ја прави на овој. Доаѓа кај третиот сега. Кај овој кој бил слеп. Му вели, јас сум сиромав човек, патник, сум усал, дај ми една од твоите овци да можам да си стигнам до дома. Му вели, денес нема да ти забранам ништо. Се е твое земи. Затоа што си ме прашал, си ме рекол во име на Аллах субхану ва таала. Во име на оној што ми го дал видот, а тоа е Аллах субхану ва таала. Па вика, денес нема да ти забранам ништо. Што сакаш земи, што сакаш остави, се е твое денес. Овој мелек му направи дова, вика, барек Аллаху леке фи малик. Аллах ти даде берекет уште повеќе. Па Аллах субхану ва таала беше задоволен од овој третиот, а од тие првите два беше лут на нив, незадоволен. И затоа, кога човек е благодарен, Аллах ќе ти даде уште повеќе. Вика една поговорка. Вели, ида е ратен тарифе нијамет Аллахи алик, фегми дајнејк. Ако сакаш да видиш колкав е благодатот на Аллах над тебе, замижи ги твоите очи, тогаш ќе сватиш колкав е благодатот. Кога ќе видиш теја темнина, тој мрак, тоа слепило, ќе сватиш што значи кога ќе ги отвориш очите да гледаш. Че да сватиш колку значи овој вид кој гледаме ние. И кај е благодарноста за тоа што Аллах субхану ва таала не дал да гледаме. Зато вика, ако сме благодарни, Аллах ќе ви зголема. И да не бидеме како оние кои заборавија на Аллах субхану ва таала, како овие двајца во првиот пример. Вика, Аллах вика во Кур'анот: "Вала такуну келледина насуллаха фаансахум анфусахум." И немој да бидете како оние кои го заборавиле Аллах субхану ва таала, па и Аллах направил да се заборават самите себе си тие. Те'арраф ила Аллахи фи раха, јарифке фи шидде. Знај за Аллах кога си во благосостојба, кога си во богатство, кога имаш, и Аллах субхану ва таала ќе знае за тебе кога ти ќе бидеш во сиромаштија. Укбе ибн Амир пренесува хадис кој го бележи имам Ахмед. Вели: "Ида раита Аллаха ютил абде ма юхиб, ва хуа муқим ала маасијати Аллах, фа'лам би аннаху истидраџ леху." Вели, ако видиш дека Аллах субхану ва таала на еден човек му дава, а тој човек е непокорен на Аллах, знае дека тоа е стапица за тој човек. Што значи тоа зборови? Ти гледаш, ниту клањаш, ниту си покорен на Аллах, се Аллах ти дава, уште повеќе ти дава, уште повеќе ти, уште понепокорен. Одиш по лоши патишта, не го почитуваш Аллах, ги газиш неговите граници, Аллах уште повеќе ти дава. Вика, ова е стапица за него. Зошто? Тој се лажи, мисли, види колку е добар животот, немам ништо јас. Се е добро, Аллах вика, ти дава. Кога ќе те зграбчи одеднаш, тогаш ти нема повеќе назад. И затоа е многу опасен овој хадис. И Аллах вика во овој контекст, има еден курански ајет кај што вика Аллах субхану ва таала: "Фелемма несу ма ذُكِّرُوا бихи, фетахна алейхим абуабе кулли шейн, хатта иза фериху бима уту, ахаднахум багтетан фа идахум мублисун." Вика, а кога тие заборавија на она со што ние ги опоменувавме нив, и се израдува на она што му е дадено, се радува, мисли, убаво. Вика, ние одеднаш, ненадејно, вика, ќе ги казневме. И наеднаш тие тогаш ќе изгубеа целата надеж. Зато Аллах вика во Куран: "Ја јухелледина амену дхулу фи силми кафе, вала теттебиу хутувати шејтан, иннаху лекум адувун мубин." Вели, овие кои верувате, влезете во Аллаховата вера потполно, целосно,
и немој да ги следите стапките на шејтан. Затоа што навистина шејтанот е за вас отворен непријател. Че да не викаме овај дел е добар, можам да го правам, ова не ми одговара, ова не е добро. Исламот потполно вика прифатете го, целосно како што е. Да не видиме како оние што верувале во еден дел од книгата, а во другиот дел го негирале. Јала вика во Куран: "Вама умиру илля лијабуду Аллаха мухлисина лаху дина хунафа ва юқиму ссала ва јуту ззака ва залика динул қајима." Вика и не му беше ништо наредено нив освен илля лијабуду Аллаха мухлисин, да го обожаваат Аллах искрено и исправно да ја исповедаат Аллаховата вера, да кланјаат намаз, да даваат зекјат, тоа е навистина исправната Аллахова вера. Ја ејуҳеллезина амену анфиқу мимма разақнакум. Овие кои верувате, давајте од она што Аллах субхану ва таала ви дал вас. Мин қабл ан јаътия јаумун ла бејун фиҳи вала хуллатун вала шафаъ вал кафируна хуму zzалимун. Давајте пред да дојде денот во кој што нема да има повеќе посредништва, нема да има купопродажба, нема да има никакви пријателства. Вика давајте пред да настапи овај ден. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. Вика и оние кои го складираат златото и среброто, وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, и го не го даваат на Аллаховиот пат, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Вика израдувај ги нив со казна болна, жестока. На денот вика кога? За тие што не го давале зекјатот, овој курански ајет. Значи се зборува за зекјат. Одиме на другиот услов. Вели за нив вика тоа сребро и злато кое го збирале во ковчези, така да каже го складирале, не делеле на Аллаховиот пат, вика тоа злато и тоа сребро на тој ден вика ќе бидат жештени во џехенемскиот оган, ќе бидат жигосани нивните чела, нивните слабини и нивните грбови, нивните плеки. Ќе му се рече ذوقوا, укусете денес она што сте го складирале, она што сте го заработиле денес. Значи ова е исто така пропис, не е само намаз и шехадат, и зекјатот е еден од тие услови. Значи да дадеш во името на Аллах субхану ва таала. Аллах вика во Куран: "Ја ејуҳеллезина амену ттақуллаха валтанзур нефсум ма қаддамат лигад." О, вие кои верувате, плашете се од Аллах субхану ва таала. И нека погледа човекот што спечалил, што оставил за утре. Значи што припремил за утре, за средбата со Аллах субхану ва таала. Зейнел абидин, побожен човек. Видете како кога имал, како тајно давал во име на Аллах субхану ва таала. Секоја вечер бил многу богат. Секоја вечер ќе земел вреќа, ќе наполнил со храна, со јадење и одел кога ќе паднела ноќта мракот, никој да не го види, скришно, ќе одел од куќа во куќа, оставил пред нивните куќи јадење и избегал. Да не го знаат кој е, скришно. Се вака дури да умри. Кога умира, никој не знае кој е тоа, сите секој ден најдуваат храна пред нивните куќи. Па кога умира, го познале по трагите од јаже кој ги имал на себе, од тоа што го носил тоа нешто. Зашто тој никогаш не работел како амал, ништо не работел, бил богат, а види какви траги има. Луѓето се чудели од каде му се овие траги. И уште поголем доказ му било, после неговата смрт, прекинало да му иди сета таја садака. Вика, инката садака миетул бейт. На 100 куќи, вика, никој повеќе не може да најдат пред нивните куќи тоа што секој ден го најдуваја. Пред тоа секој ден го најдувале тоа. После смртта се прекина, нема повеќе. Рахимехулла, Аллах да му се смилува. Значи, замислете какви дела се овие. И тоа искрено сакал само за Аллах, а не денес јас ќе дадам 5 франки за џамија или за Аллах, за нешто таму за сиромаси, али сака моето име прво да се пише таму. Да знаат сите дека дадов јас. Немој, ако правиш, прави за Аллах субхану ва таала. Не луѓето да те знаат, не луѓето да се задоволни од тебе, валлахи нема ништо ти користи. Само Аллах субхану ва таала да биде задоволен од тебе. Кој ги даде макар и пола урма садака, чисто во име на Аллах субхану ва таала, ќе има награда како да дал цело брдо Ухуд, цела планина Ухуд колку е огромна. Замислите цела со злато да е, ќе има толкава огромна награда кога го даде чисто во име на Аллах. И толкава огромна планина со злато да ја подели во име на Аллах. Али да речи само за да ме видат луѓето,
Вика, не само што нема да има награда ни колку пола урма, туку ќе има и дури и казна и греф. Значи, прави го само за Аллах. За Аллаховото лице, да Аллах субхану таала биде задоволен од тебе. Значи, драги почитувани браќа, ценети сестри, ние имаме дијамант во рака. Ова ислам, ова вера е дијамант кој го имаме во рака. Зарем ќе го замениме за нешто безвредно? Кога едно мало дете би му дал еден златник, злато чисто, тој не знае дека тоа е многу вредно, ќе оде во продавница ќе се купи смоки, нешто многу ситно. Зашто не знае да го цени тој златник кој го има. Така и ние да го цениме ова ислам. Да цениме тоа што сите благодати ги имаме во ова време. Од книги читање, од седење, еве братот кој што ги припинал тие седења ги имате, мислам дека за сите, како се клања, како се зема абдес, како се зема гусул, тие работи да ги научиме, доста е веќе тој живот, да се промениме веќе. Направи чекор, трни напред, промени се веќе. Почне живот искрено за Аллах субхану таала. Зашто да не чекаме дека ќе дојде некој мелек и тој мелек ќе ни каже промени се. Не, ако чекаш тоа нема никој да ти се случи. Пегамберите Аллахови прекинај. Ние сме тука да се подсеќаме еден со друг. Најдобар е оној кој ќе слуша и ќе земе поука. Ќе го спроведе тоа дело во пракса. Аллах вика: "Етестебделуна аллади хуа адна биллади хуа хаир." Зарем ќе го замените она што е подобро со она што е полошо? Зарем ќе го замениме вечниот убав, сладок ахиретски живот, дженнет, за овој безвреден дуњалок? И што има во ова дуња? Вика Мухамед ﷺ, да би вредела ова дуња колку крилото на една мушичка, вика Аллах субхану таала на ниеден кафир не би му дал ниту една капка вода да се напие. Вели пејамбер селам, примерот мој во овој дуњалок е како човек патник кој застанал под дрвото на една сенка, малку се одмора и после тоа продолжува. Значи не го врзувај твоето срце за овој дуњалок. Нека прават, нека земат да видиме докаде. Поминале кравелеви, поминале милионери, милиардери, сите се под земја денес. Нека прават. Ќе дојде денот кога ќе излезеш пред Аллах субхану таала. Зато спреми се, вика Омер радијаллаху ан, вели хасибу енфусехум каблен тухасебу. Вели трнете се на пресметка самите себе си пред да ви биде пресметано. Кога ќе остани сам, ќе се сетиш на големината на Аллах субхану таала. Ќе ти потечат солзи од љубовта за Аллах субхану таала. Направи искрено дова, кажи: "Ја Аллах, потпомогни ме од денес да го живеам овој живот само за тебе. Да го живеам затоа што ти си тој што ја движиш крвта во моите вени. Ти си тој кој ми даде да отчукува ова срце во мене. И од денес јас ќе живеам во твоето име." И сите луѓе да се задоволни од тебе. Ако Аллах не е задоволен, валлахи тој живот ништо не вреди. И кога се би имал, ако си го изгубил Аллах субхану таала, ти си изгубил се. Ако Аллах субхану таала те засака, ќе те засакаат сите. Вели Аллах субхану таала: "Инна Аллаха ида хабба абден нада Џибрил." Вика ако Аллах субхану таала го засака еден негов роб, го повикува Џибраил алейхиссалам. Му вика: "Ја Џибрил, inni ahbabtu фулан." Вели: "Ја Џибрил, јас го засака филан човек, па сакај го и ти." Па Џибраил алейхиссалам ја повикува цела небеса, сите мелајки, вика: "Аллах субхану таала го сака тој и тој човек со име." Вика: "И јас Џибраил алейхиссалам го засакав тој човек, па сакајте го и вие", на цела небеса. А Мухамед ﷺ не известува, вели во хадис кој го пренесува Абу Хурейра радијаллаху ан, го бележи имам Тирмизи, вели: "Инна лиллахи мелаикетен." Вика Аллах субхану таала има такви мелеци кои што од кога се створени па се до јаумул қијаме целото време се на сежде на Аллах субхану таала. Не мислете, цело време не ја крива главата од сежде. Поклонети на Аллах субхану таала. Има Аллах такви мелеци кои цело време стојат на қијам, на руку, поклонети на Аллах. Па вика кога ќе се дувне во сурот, значи во рогот, кога ќе се дувне на судниот ден, вика ќе ја кренат главата. Кога ќе видат големината на Аллах субхану таала, ќе речат: "Субханак, ма абаднаке хакка ибадатик." Славен да си ти, о Аллах, ние не те обожававме тебе, онака како што тебе ти доликува. Цело време на сежде, вика ние не те обожававме онака како што тебе ти доликува.
I na ovje vakvi meleci Džibril ke mu se obrati. O meleci, zasakajte go filan čovjek zato što Allah subhanahu wa ta'ala go zasakal i go zasakav jas, Džibril alejhi selam ke kaže. Zar ima nešto poubavo da Allah subhanahu wa ta'ala te zasaka? Ako go imaš Allah, si go imaš najgoljemo to bogatstvo. Ako si go izgubil Allah i cijelo bogatstvo i cijel svet da je tvoj, vallahi ti si izgubil. Ne si dobil ništa. Zato ja zgomulam Allah subhanahu wa ta'ala da gi ukrasi našite srca so vistinska, iskrena ljubav kon Allah subhanahu wa ta'ala. Da je napravi nas i našite familiji od one koji će biti pokorni na Allah subhanahu wa ta'ala. Da je napravi vistinski, iskreni vernici so dela. I kako što ne sobra danas ovde, kako što ne sojedini, da ne soberi, da ne sojedini od džennetul firdaus al-a'la. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.